Подобар живот и повисок стандард за сите граѓани, поголема грижа на државата за откупот и цената на грозјето, висока позиција за кавадарци во извршната власт, правда за сите граѓани подеднакво, бесплатно здравство за сите. Ова се само дел од ветувањата што синоќа на големиот митинг пред кавадарчани ги испорача лидерот на СДСМ и носител на листата во 4-та изборна единица Зоран Заев. Ке има живот за сите нас, на дофат ни е тој живот. Просечната плата од 500 евра ке ви овозможи да имате пристоен живот. Нема повеќе да се срамите од вашето дете кога му велите дека немате. После промените вашите деца нема да ви заминуваат. Тоа е прво и најважно во нашата програма, рече меѓу другото Заев. Дојдов во градот на виното да ви ја кажам вистината. Груевски паѓа. Готов е! Конечно доаѓа слобода, демократија, правда, сплотеност, единство, живот во Македонија. Држете го Груевски подалеку од кавадарци, за да не ви скисне и виното и рачијата. Оти на народот одамна му е скиснато од Груевски. Скиснато му е дури и на неговите во неговата партија. Скиснато му е на сите од него. Дојде време да му кажеме збогум. Заев се осврна и на маките на земјоделците и подсети дека тој своевремено бил земјоделец. Кавадарци е земјоделски крај. Вие барем знаете дека почнав со земјоделство, со колку грижа и земја и за родот и за земјата покажав колку е значајно и дека може да се живее од земјоделството. На овие мои раце се е запишано. Нема друг политичар во Македонија што држал мотика, што работел земјоделие. Јас знам земјоделската мака и барам поддршка од земјоделците. Ги враќаме парите и кон земјоделците. Ке има гарантиран откуп на грозјето. Последната година вашиот труд, вашиот род заврши дома правејќи ракија. Државата ке гарантира откуп, ке имаме интервентен откуп. Повеќе вие нема да висите пред визбите и откупните пунктови. Владата идна ке го преземе гајлето. Ваше е да произведете. Ваше е да го создадете родот. Државата не подоцна од мај јавно ќе ги објави цените на белото и цените на црното грозје. Државата е таа што ќе гарантира исплатата и откупот. Власта ќе си има работа со откупувачите. Ако треба да загуби, никогаш повеќе вие нема да губите. Ќе загуби владата и нема зијан ако владата им пушти пари на својот народ. Парите луѓето ги трошат, пак се враќат назад во државата. Никогаш повеќе ова понижување што го согледавте ова година и лани и полани, никогаш повеќе нема да се случи. Заев за земјоделците најави дека нема да плаќаат персонален данок, ќе се воведела зелена нафта и поевтини репроматеријали. За обвинувањата од ВМРО ДПМН е за федерализација на државата, Заев одговори дека тоа била лага испорачена од Груевски, исто како што лажел дека прислушувале жолти комбиња и некакви странски служби. И на 12 Груевски повеќе нема да е ништо. Јас ќе водам државата. Ќе одговарат со затвор сите што се закануват на мојот народ, на нашиот народ. Никој повеќе нема да ви краде од вашиот живот. Поради тоа се сите измислици, лудории, тотални глупости, некакви федерализации, кантонизации и бакрачи, за кои што никој не говори, освен Никола Груевски. Само Груевски разбира се што треба да направи за себе, а не разбира што треба да направи за вас, граѓаните. И само тој има потреба од нешто со што мисли дека може повторно да го излаже народот. Затоа точка број 1 во неговиот план е федерализацијата од неговата глава. Федерализацијата, почитувани граѓани, е лага.
како што беа лага странските служби, жолтите комбиња, тактичките опреми, лаги со опашки. Гарантирам, имаме одличен устав, европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува, уставот ќе се спроведува. По 11 декември Македонија нема повеќе да биде приватна држава на Груевски, рече пред своите сограѓани кандидатот за пратеник Бетијан Китев. Вети во првите 6 месеци минимална плата од 12.000 денари, која до крај на мандатот ќе достигнела 16.000 денари и просечна плата до 2020 година од 30.000 денари. Нема да дозволиме гробарите на македонската иднина кои ја задолжија Македонија со над 4 милиарди евра да ни се прикажуваат како големи патриоти. Нема да дозволиме најголемите криминалци и силеджии на нивните пратенички листи да ни продаваат приказни за морал, честност и одговорност. Македонија по 11 декември нема повеќе да биде приватна држава на Груевски. Власта на ВМРО ДПМНЕ не само што го уништи лозарството, туку почна да се бие, да тера шега со лозарите. Па наместо повик за нови субвенции, повеќе пари за лозарите, тие повика да се саде афион и да се копачат лозијата. Тоа нема да го дозволиме и тоа ќе го прекинеме на 11 декември. Овој план за живот во Македонија, оваа програма која што е базирана на реални проекти, гарантира дека никогаш повеќе лозарите не треба да стравуваат за откупот на грозјето и за исплата на тешко заработените пари. Во планот за живот во Македонија, кој што е програма и на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери, лозарите и земјоделците ќе добијат најмногу. Како и во повеќето европски земји, оној момент кога ќе има вишок на неоткупено грозје, државата ќе интервенира преку специјално претходно предвиден финансиски фонд, кој што го има во оваа програма, а парите ќе ги насочи директно кон лозарите, затоа што владата има обврска да се грижи за своите граѓани. И цената на грозјето ќе се знае неколку месеци пред откупот на грозјето. Цената мора да биде одредена во координација помеѓу лозарите, винарската визба, винарските визби и владата. Ако има несогласување во тој поглед, тогаш ќе интервенира владата преку фондот наменет специјално за лозарите, ама никој друг, лозарите и само за лозарите. Еднаш за секогаш во Кавадарци ќе престанат и рекетирањата кон кавадаречките фирми. Оваа програма гарантира дека правата на работниците ќе се почитуваат во Кавадарци, а платите ќе се зголемуваат секоја година. На 11 декември да избереме слобода, правда и живот. Да го избереме редниот број 4 со носителот на пратеничката листа Зоран Заев, кој ќе има честа да ја води Македонија во подобра иднина за сите. Јас сум сигурен дека победуеме во Кавадарци, победуеме и во Македонија. Да ни е вечна Македонија, да ни е вечно Кавадарци. На митингот се обрати и лидерот на Либерално-демократската партија Горан Милевски. Кавадарци на 11 декември ќе му каже не на овој режим. Ќе му каже не на Панчо Минов, кој што беше од Либерално-демократската партија, па независен, па во гром и сега се најде на листите на ВМРО ДПМНЕ. Па зарем, Панчо, дали имаш лице и образ да се појавуваш пред кавадарчани? Кавадарци ќе му каже не и на Весна Пемова, пратеник, доктор, земјоделец, со најмногу субвенции овде. Ќе му каже не и на Никола Груевски, кој што е понижи и вас и цела Македонија. На почетокот на митингот во Кавадарци пред кавадарчани говореше и Димо Станоев, лозаропроизводител од Кавадарци, кој нагласи дека никогаш не било полошо во лозарството како што било оваа година, и тоа поради лошите политики на власта.